Се повеќе се зголемува бројот на пациентки со рак на дојка и тоа под 30 годишна возраст. За спречување на оваа веќе алармантна состојба, потребна е едукација и подигнување на свеста за оваа болест. Ова беше потенцирано на трибината во Прилеп, која што е дел од кампањата на Сдруженијето на пациенти Хемо-Онко, која кампања пак опфаќа од диагноза преку хируршки зафат се до реконструкција на дојка, а истата е по иницијатива на Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија од Скопје. За жал, се повеќе пациенти имаме со рак на дојка. Сакаме преку скринингот на некој начин да се превенира, затоа апелираме и на ран скрининг, на рани прегледи, на само прегледи на пациентите. Меѓутоа, кога веќе ќе се постави таа диагноза, тогаш патеката понатаму е малце покомплицирана и добро е да се објасни на пациентите кои се оние вистинските чекори кои што тие треба да ги превземат. Беше потенцирано и тоа дека без разлика за што ќе се одлучат пациентките, како дел од овој третман, важна е и реконструктивната хирургија. Сметаме дека треба да се зборува и за колкава е желбата на пациентките после преживувањето на канцерот, поминувањето на терапиите, да се почувствуваат повторно како целосни, односно како жени. Иако тоа е лична одлука, не секоја од нас се одлучува за пластична реконструкција, не секоја од нас сака да повторно да се оперира, меѓутоа треба да им дадеме можност да секоја една пациентка која што се соочила со ракот да биде информирана и да знае кои се незините опции и во овој дел на третманот. Ова е прва ваква трибина во Прилеп, а како дел од кампањата ќе се одржат исти вакви трибини во Кавадарци, Тетово, Гевгелија и Скопје.